Интервенција на Петровски, не успева Балдовалиев. И не успева Балдовалиев од првите. Маневски. Тој искусните во редовите. Балиев не успеа. Дали ќе му успее на Борче Маневски против Стефани Статов? И ја погоди гредата. И Борче Маневски не успева да постигне гол. 0:0. По еден изведен пенал на двете страни. Мрежите мируваат. Балдовалиев не го совлада. Петровски кој интервенираше, а сега Борче Маневски за Пелистер ја погоди само гредата. Шанса за Јани Атанасов, тој играч на Александар на Академија Пандев. И еве го првиот погодок, постигнува гол Јани Атанасов, погоди од игра, погодува и од пенал, сега шанса за Стефани Статов. И носи израмнување. Ако претходно не успеа Маневски да постигне гол, овој пат Трифуновски без проблем во спротивниот агол го испрати и Статов за 1:1. Академија Пандев Пелистер 1:1 по 2 изведени пенали на двете страни. Ова може да биде силен удар. И прецизен е. Чешмиджиев ја допрела топка Петровски, но недоволно за да го спречи Чешмиджиев да постигне гол и да му донесе водство на тимот на Академија Пандев од 2:1. Сега можност за Благојче Марковски. И прва одбрана на Стефани Статов. Не погоди Благојче Марковски, иако беше прецизен од игра, овој пат во овој пенал рулет не успеа да постигне гол. Петровски. И била одбрана на Петровски, разочаран е стоперот на Академија Пандев. Не искористи оваа шанса за да го зголеми водството во овој пенал рулет за неговиот тим. Останува 2:1 и можност за Гоце Тодоровски. Ќе успее да го совлади Статов. И го промаши целиот гол стоперот на Пелистер. Последна шанса, последна од серијата. Доколку во овој момент постигне гол Академија Пандев. Марио Крстовски е човекот на одлука за Академија Пандев. Влезе од купата за резерви, постигна гол во 90-та минута за 2:1 на Академија Пандев и доколку го успеа да го реализира овој пенал, да го надмудри Петровски, тоа ќе значи дека Академија Пандев ќе се пласира во големото финале. Можност за Крстовски и бие над голот. Крстовски и останува неизвестноста. Остануваат само 2 успешно изведени пенали од фудбалерите на Академија Пандев во името на Чешмиджиев. Можност за Пелистер да се врати во игра, доколку не погоди Благоче Коњарски, тоа ќе значи крај, но доколку погоди, ќе гледаме уште една пенал серија. И гледаме Коњарски против Статов. Погодува втор погоден пенал Петровски. И му го брани овој удар. Иако лоша математика на клупата на Пелистер пресметаа дека со ова промашување се пласираа во големото финале. Промашување во екипата на Академија Пандев од Дориев. Сега се е на плеките на Христијан Драгарски.
партнерот на Тодоровски во срцето на одбраната на Пилистер. Дали може тој да стави крај на ова френетично попладне во Струмица? Можност за Драгарски да се запише во листава на стрелци во овој пенал рулет. И можност за Статов да интервенира. И брани Статов, промашува Драгарски. Продолжува пенал серијата. Што може тој да стори од можноста да постигне гол, па макар и од пенал и покрај тоа што имаше еден одличен обид во 79-та минута. И повторно брани Петровски. Френетична е публиката и атмосферата, разочаране и во изненадување. Пилистер во финалето. И го прави тоа. Ристем Марковски. Пилистер слави по изведувањето на пеналите со 3:2. Слави пласман во големото финале, таму на 9 мај игра против Шкендија. Крајна надежта на Академија Пандев дека во оваа сезона ќе се бори за трофеј во домашниот фудбал. Разочарани се лицата на навивачите на домашниот тим, разочарани се и на играчите, но што е тука е, по оние регуларни 90 беше 2:1 за Академија Пандев, благодарение на головите на Јани Атанасов и на Марио Крстовски. За гостите гол постигна Благојче Марковски. Ново изведувањето на пенал рулетот по 7 изведени пенали со 3:2. Пилистер ја совлада домашната екипа, односно Академија Пандев, и со тоа си обезбеди пласман во големото финале. Продолжуваат пилистерци да се борат во најмасовното клубско фудбалско натпреварување во земјава. Имаат можност против Шкендија на 9 мај да го одбранат трофеот кој што го освоија во минатата година.